Почитувани, добар ден. Почнуваме со емисијата Очи во очи на телевизија 24, а еве веднаш мислам дека и претпоставувате зашто станува збор. Зборуваме токму за лидерската средба која што и заврши практично непосредно пред емисијата или пак изјавите кои учесниците ги дава, вклучително и председателот на владата Христијан Мицковски, практично ете и во овие моменти, некоја минута пред почетокот на емисијата ги слушав и ја се обидам да најмногу ја парафразирам изјавата на премиерот. Оти би рекол тука е суштината, за да не се одзема и ниту премногу време, а и може би и вие ги следевте, па да не се повторува, но токму и од она што беше изјавено е и формулацијата на темата дали оваа лидерска средба води кон пат кон консензус или кон нови поделби, разделби, конфронтации и така натаму. Имено средбата траеше речиси 3 часа, а премиерот Мицковски изјави дека таа била нешто сосема ново во изминатите 30 на години во Македонија, во смисла на нејзината конструктивност, организираност, подготвеност на соработка, но и резултатите кои се постигнале, без оглед на отсуството на најголемата опозицијска партија СДСМ. И во тој контекст изјави дека се постигнале доста позитивни работи по однос на многу прашања кои се отвориле, а за кои долго време немало поместување во вистинската насока. Помеѓу другото, ете, ајде ќе почнам од оние можеби помалку битните, иако всушност се е битно, но чисто коментирајќи ја неговата изјава дека ете и за она што било блокирано всушност има исчекор. Тоа е, да речеме, токму обезбедувањето на мнозинство по однос на законот за прекршоци, односно за да профункционира безбеден град. Мицковски изјави дека генерално е постигната согласност тука. Ова велам чисто како паралела, имајќи предвид дека до предсредбата се очекуваше, односно беше неизвестно дали ќе се обезбеди тоа мнозинство, и Мицковски истакна дека не требало бадентерово мнозинство, туку двотретинско, и дека се оди во таа насока да се реализира тоа. Па понатаму преку темите за кои се дискутирало, а помеѓу другите тука и се и реформските закони во правосудството, дека е постигнат договор да се разговара, што е исто само по себе ете и оценето како конструктивност и придвижување, односно тие теми да се отворат, преселат во собранието, каде што пак би ги отвориле координаторите на пратеничките групи. Но и по однос на изборниот законник, за кој еве се наведува дека до јуни можеби годинава би требало да биде и со него завршено се. А по однос на укинувањето на техничката влада, Мицковски изјави дека и тука има генерално договор да се укине истата. Од некоја страна имало коментари да се побара и мислење од меѓународен фактор. Меѓутоа, Мицковски останува на ставот да не се оди без консензус да се укине техничката влада, особено имајќи го предвид отсуството на представник од СДСМ. Ете, ќе кажам представник, не нужно председателот на СДСМ Филипче, со оглед на тоа што имавме и интересен состав од оние кои беа
присутни, да речеме, дуи го назначи Али Ахмети, меѓутоа имавме пак од страна на Влен Касами, не беше Меджити, или да речеме од Знам не беше Димитриевски. Така да како фактор СДСМ не беше присутен, меѓутоа Мицковски вели дека по однос на укинувањето на техничката влада е постигната согласност и тој дава предлог дека доколку не се постигне консензуална согласност за укинување на техничката влада, тогаш за следните парламентарни избори, кога и да се, редовни или предвремени, да се оди со техничка влада, но затоа да се договори дека за оние потоа избори би се укинала техничката влада. Така да, во секој случај, заклучокот од она што велам Мицковски како изјава го даде е дека станува збор за исклучително конструктивна средба на која се отворени прашања кои од многу одамна се блокирани и за кои е изразена подготвеност да се дискутира, да се развијат во собранието, но и прашања по однос, велам, на техничката влада за која Мицковски инсистира да не биде укината, односно да не се оди на нејзино укинување по принципот со просто мнозинство, односно 61 пратеник, туку акцентот е на таа консензуална согласност, така да ја наречам, нудејќи го и тој модел, да не биде сега тогаш укината, туку за наредните избори. Во секој случај на средбата се дискутираше, значи, примарно за укинувањето на таа техничка пржинска влада, така наречена, за реформските закони во правосудството, изборот на нов правобранител и измените на изборниот законник, за кои кажав, има очекувања дека би требале до јуни да бидат завршени. Тоа е, значи, темата која, велам, се уште по однос на информациите веројатно за многумина од вас непознаница околу исходот, токму со оглед на тоа што изјавите практично се уште траат. Меѓутоа, од она што го кажа директно Мицковски, дали можеме да очекуваме дека оваа средба го отвора патот на едно поинакво договарање, ставање на маса на работите, разговарање и постигнување договор, односно доаѓање до консензус, или всушност нови поделби, особено ова, велам, имајќи го предвид фактот дека СДСМ не присуствуваше. И на којете по однос на присуството, на намаса заедно беа речи сите релевантни политички партии, Али Ахмети од ДУИ, Димитар Апасиев од Левица, велам, представникот СДСМ изостана, меѓутоа, и од Знам не беше Максим Димитриевски, туку генералниот секретар Горан Минчев, од Вреди пак Касами, градоначалникот и на Тетово во исто време, и Левица Димитар Апасиев. Меѓутоа, интересно е исто така што на средбата не дојде и председателката на ЛДП, пратеничката Моника Зајкова. Тоа би било по составот, затоа оваа средба можеби би била навистина во вистинско светло нешто што нуди навистина нешто поразлично во овие 30 на години, да беа сите интегрално присутни. Но, ако и од ова што беше всушност се даде пример на некоја конструктивност и консензуалност, тогаш може би и во иднина може да се очекува ова и да стане
навистина маса на која би се решавале работите и проблемите, а не само продлабочувале, што впрочем и премиерот Мицковски го посочи како идеја и потреба и неопходност почесто да има вакви средби. 60 91 924 925, ете, да почнеме. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Повелете, добар ден. Добар ден, ако се слушаме, повелете. Ало? Да, повелете, ве слушам. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Да намалиме. Да, еве, повелете, чекаме. Да. Дали се слушаме? Се слушаме, поздрав, да, повелете. Ало, Да, ве слушам, повелете. ми отиде времето, вратите го Ајде, назад. вратете Цело времето, време почнуваме. викам ало. Да, ајде, повелете. Уште, вака сега. Вака сега. Филипче, Вратете го времето на гледачот или пресметајте. Да, повелете, зборувајте, ајде од сега 3 минути. Филипче што глуми битен фактор. Треба финансова полиција да му стегне пријава таму за модуларната болница, што потпишал таму едно, а брзо изгоре болницата за 1 минута. Тука треба да го здрмаат и милионите тие од кај му се потекло на имот. Оно е очигледно нити за СДС мисли ќе растори СДС, уште помоте му е гале за државата. Он се бута да биде председател на лидер на опозицијата со цел да си го заштити криминалот. Он за некоја година ќе избега таму во Дубај, ќе си направи болници и тоа му е главната идеја. Што сакам да кажам? Овој Бадентер, на што личи ве тоа? Народен правобранител морал Бадентер, од кај го измислија тоа? Стално за да биде албанец правобранител, тоа ли е приказнат? А ете, Левица предлага Ром да биде. Абе, немојте, смешна работа е тоа. Зошто да има Бадентер? Утре ќе барат Бадентер за премиер. И што правиме тогаш? Па добро, и за влада, да. По оваа логика со Бадентерот може дуи да оценува владата како сака и колку сака. На што личи тоа? Ајде, размислите малку. Чи не се добри тие работи, бе. Бадентер нема нигдека во светот. И Бадентер и таа техничка влада, све тоа треба да се укине. Закон за потекло на имот да се почне од судиите, да се сменат сите корупирани судии и потоа потекло на имот од 30 години, од политичар до градоначалник и овие обичен граѓани, све што имаат капитал над 100-200 евра, да поднесат сметка од кај им е тоа. Другото све се приказки за мали деца, ќе изгубиме државата. Благодарам. Молам, повелете. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Исо. Поздрав, добар ден. Се слушаме, Исо? Да, добро? да, се слушаме, повелете. Да, дека предходниот комшијата од Карпуш не го слуша убаво. Аха. Да, Јас да. го слушав, да, добро, да, може би Да, нешто. не може да го разберам. Да, добро. Он е стално јасен, конкретен. Така. Да, и сега не може да го разберам. Исо, од Холандија ми се јавуваат дека сум бил многу добар и сум мислел многу за државава. Аха. Вирановски Ангеле му поздравува од Холандија, браво, ми честитај нова година. И ја го поздравувам Вирановски Ангеле дека ја гледа оваа дебатна емисија. Да, у Амстердам. Исо, ова сега што се случува, например, ова собировка на лидерите, за нас граѓаните не е многу важна тема. Знаеш, не е некако важна тема дали СДС не присуствувал, дали СДС присуствувал. Па, например, Горан Минчев од СДС. Рака на срце, знаеме сите дека од СДС. Па добро, но официјално не е така, да. Добро. Како? Велам, официјално не е. Е генерален секретар на ЗНАМ. Добро, ама беше у СДС, така? Па, добро, но она што е, официјално, формално правно е. Добро. Сменил дрес, знаеш како фудбалериве, спортистиве менјава. Ако гледате така и Максим Димитриевски беше, нели? И Максим Димитриевски, така е. Значи, се иде, знаеш како, ти менјава дресови и увек сум кажал дека овие партии СДС и ВМРО се сложни и секој сијамски близнаци.
Исо, поздрав голем, на треска ништо не јаде. Благодарам, поздрави до вас. Но добро, јасно, најдобро би било да учествувале сите. Меѓутоа, од друга страна, кога се има ситуација да не се присутни сите, а велам ете, значи не беше ниту председателката на ЛДП Моника Зајкова, а ете и по однос на знам, но и на вреди не беа председателите, дотолку повеќе по однос на она што ќе остане да учествува. Прашањето е дали ќе постигне некаков напредок. Такви какви што се. Едноставно тргате од масата, така да кажеме, со оглед на тоа што еве за разговори на маса, на тркалезна маса станува збор. И сега прашањето е кога ќе се поремети тој баланс, односно постигнување на напредок. Ако видите дека од 10 представници, 10 партии, се едно не е битно, тргате еден, па тоа функционира, се договарате, втор, трети, така натаму. Значи, тоа ја покажувајте сериозноста, конструктивноста, до каде може да се постигне нешто. Или од друга страна да нема блокирање. Така да, прашањето е дали можеме да зборуваме за некаков напредок по однос на оваа лидерска средба и покрај тоа што, ете, немавме учество на најголемата опозицијска партија. Сега јасно, одредени одлуки кои се постигнати или за кои е договорено да се дискутираат, ќе бидат нормално понатаму обсервирани и предмет од опозицијската СДСМ. Но е прашањето дали, значи, овие кои биле можеле да успеале да се договорат нешто, односно да постигнат некаков напредок. И тоа тогаш ете ја покажува на крајот на криштата и таа зрелост политичка. Истото може да се примени токму за да се определи колку е неопходно и на бројот на пратеници. Па да се намали на 90, на 80 и така натаму. Функционира. Па зошто да се 120? Сега во овој случај станува збор за опозиција. Опозицијата треба да има своји идеи, да е коректив и така натаму. Колку е ефикасна? Тоа покажува на вистина тогаш кога вие некого е тука или не е тука, се забележува отсуството или не. Ако забележувате отсуство на еден фактор, значи дека е тој значаен. Една фаза ќе снема, а нема фаза. Останал дел од потрошувачите без струја. Значи, не се може. Се забележува отсуството. Ево таа смисла, значи, кога станува збор за опозицијата, колку е опозицијата на вистина активна, конструктивна и слично, се забележува кога ја нема, да речем. Исто и обратно. Токму кога ќе исклучите одреден фактор и забележувате се забележува или не. Така да тоа е добро да се направи тест и во таа смисла. Ајде да тргнеме едно 50 пратеници и да видиме, ќе се осети разлика или не. Па не, и така е празна салата. Како секој ден. Ете, тогаш веднаш резултат. Немаме потреба од толку пратеници. Или кој резултат? Ќе почнат да доаѓаат на работа и да работат конструктивно. Па ќе ја сменат перцепцијата, така што потоа кога ќе тргнете еден, ќе се види дека се чувствува разликата. Вака како да се види? Сето тоа е, значи, пак велам, со цел да се детектираат работите, да се раздвои оној кој работи од оној кој не работи. Во група, во маса, најлесно се забошотува. Ако треба еден сам да пренесе нешто, нема да се пренесе тоа ако самиот не фати. Ако петорица носат, двајца може да забошотуваат. Така да, велам, тоа е битно да се види колку се ефикасни и овие. Ако сметате дека средбата е неефикасна, па да, неефикасна е затоа што не била СДСМ опозицијската. Ако сметате дека е ефикасна, па значи ефикасна и без нив. Па колку придонесуваат тие? Треба ли повеќе да придонесуваат? Повелете. Добар ден, повелете. Се слушаме? Се слушаме, поздрав, да.
Исо, ќе почнам малце поинаку. Да, добро. Ќе спомнам Бугарија, Грција и Албанија. А некој трн израсна, одма го корнат, го чистат. А кај нас ги садиме ние трњето. И си правиме проблеми. Не можеме низ нивата да врвиме. Треба еднаш да стават крај на ова. Нека изберат една европска држава, како е решено било која држава. Нема етнички вакви и онакви. Има народ. Има партии. Нека си се групираат. Кој е способен? Нека излези горе. Тој е неспособниот, нека си го фати местото онаму кај што е неспособен. Кој е писмен, ќе оди напред, кој е неписмен, ќе стои подолу. Не можеме ние етнички вака, застапено така, вадин тер таму, вадин тер вамо. Тоа треба се исчисти скроз. Не е без обзира од која националност, ако е способен, народот го сака ќе го изведи. А не по клуч, толку посто тие, па не знај да зборува, па не знај да јади, па не знај да спие. Што ќе му правам ја на тој? Веднаш да си чистимо тие трње што се на Филипче е најдебелиот трн сега што се стадува да никни. Но што личи то? Да се покаже како државник, да застани за државата, за народот, за сите. Не за крадењето, за лажењето, за пустошењето, за излекување цела економска ситуација од Македонија надвор. За тоа се бори. А таков го сети, одма да се знае кај му е местото. А чепна малце нешто од државата, одма притварање, затварање. Так, благодарам, поздрав, повелете кој ни следен. Добар ден. Браво! Здраво, повелете. Вака, да ти кажам искрено, сега после оваа средба, одма нека се спремаат и право на Гренланд. Ќе го освајаат Гренланд. Ќе бидат успешни многу. Знаеш, ова е мал чекор, викат за човештвото, голем за нив. Значи, обратно беше, Армстронг беше мал за човекот, голем за човештвото, овде е обратно. Да, разбрав, и се не смеам. Добро сте го поентирале, голем за нив, да. Значи, ова лидерска средба е, да речеме, за мој век, ќе кажам, бидејќи јас сум дел од нив. Можам само да ги пофалам, мораше да бидат дел од таа средба, заради тоа што не знаеш што све ќе се измути внатре. А вака, колку толку имаат прегледност, друго е кога си внатре, знаеш да делуваш, да оперираш. А некако овој изиграва нешто тао јунак некој, не знам што е, па дури на некој облик, као изиграваат оваа партија, значи што е сега опозиција, ја викаат најголема, иако колку имаат 17 проценти, колку имаат тамо. И не е баш најголема, али изиграваат некој облик националисти, као они нешто као сега, они националното ќе го спасуваат, а овие ќе го продаваат. Човече, да биди што си, значи, продаваше националното цело време додека ти беше мандатот, сега биди понатака продаваш на националното, не изиграве националист и на база на националното да правиш поини кај народот. Али, можам да речам дека се они ствари оваа опозиционата партија се она резервната клупа на некој тим, фудбалски или било како, кои секој момент чекаат да се активираат, пак со некој облик шарени револуции и чуда како што направија на времето на Бејли и компанија, нема време. Да, благодарам. Па нема време, вие почнавте од на времето, а како да нема денеска, каде и да се свртите се некои револуции, така, спонтано ли одеднаш, илјадници се собираат. Значи, тоа како треба време за да се набројуваат како така се организираат револуции. Спонтано, да. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден, почитувам. Поздрав, да, еве се слушаме. Фала на поздрав и до вас и поздрав до вашите гледачи. Така, како вообичаено тоа го правам секогаш, бидејќи тоа е нормално за мене. Ба јасно, ба да. Господин Исо, лидерска средба меѓу
Мицковски и неколку лица. И сега ќе кажам за тие лица, другите и Мицковски. 2020 година за Билал Хасами изјава на Мицковски. Националиста и сака да подели Македонија. Другиот Апасиев, Димитар Апасиев, во секое негово обраќање Апасиев сад изгледа не ја знае Мицковски, секогаш го нарекуваше Димитар Апашиев. Со ш буквата, дали не знам зошто така, Апашиев не знам што значи тоа. Димитар Апашиев. И сега какви лидери? И најглавниот лидер, што беше во лидерска средба, Али Ахмети, него го нарекува успехот на Македонија, на оваа влада била што Дуи конечно ветуваме дека ќе биде опозиција и во опозиција. Меѓутоа во владата на Мицковски господин со сите министри се од Дуи. Што биле во Дуи преско. Значи избегале или како е било не. И него го нарекуваше меѓутоа сега тета-тет. Состанок после оваа средба ќе имале тета-тет. Сото за некои работи со посебно ќе ги разговараат Христијан Мицковски. Што ќе разговараат, не знам. А Пасиев за техничката влада кажува дека ја ние сме црна овца, кој да биде сменет, значи тие нема секако да бидат во власта, немаат ништо корис од тоа. Единствено што беше една изборна единица и другите ништо го све. Сега Али Ахмети каза за тоа, меѓутоа вика дека тоа беше договор со амбасадата на Соединетите Американски држави. Да се праша амбасадата дали ќе дозволи тоа. Поздрав господин. Благодарам, поздрави до вас. Но добро, Дуи од она што видов јас дискутирал токму и за уставните измени. Значи тоа да се заврши. Но добро, јас се надевам дека се доволно зрели да барем бидат сериозни и професионални. Да не ги условуваат едните работи со другите. За она за што може да се договорат, да се договорат. За она што не може допрва да се договараат или да видат некој начин, модалитет, но да не трпат другите работи за кои може да се договорат. Така да ова велам како информативно дека Дуи го отвора и тоа прашање по однос на уставните измени, а имајќи го предвид моментално ставот на ВМРО ДПМН дека без некои конкретни гаранции очигледно не одат работите натаму, тоа е нешто што е на некои различни ставови и размислувања. Но велам, доколку поентата е да се најде пред се она околу што може да се согласиме. Така би требале сите разговори и да одат. Ајде да видиме околу она што може да се согласиме, да постигнеме тука консензус, па да ни остане она околу што не можеме. А потоа ќе видиме кои се пречките за тоа за што не можеме, па да видиме дали има начин како да се дојде до договор тој некој компромис и така натаму, дали е во прашање време, пролонгирање и така натаму, услови и слично. Повелете, добар ден. Добар ден. Мака нешто врско со ова... Да, повелете. Средба на лидерите. Мислим дека многу од ова средба нема резултати. И за тоа овие средби, еве како што секој си, мислим, вие неколку што гледаме некои работи, ВМРО се сака некако, сака подневна капа да стае све, судството, обвинителството, гледам сега нели нов обвинител, има нов републички совет, нивни ова, и некако се мислим дека сакат они се да имат влијание на сите установи на све. И мислим дека не иде на добро тоа све тие работи. Може би и од тие причини овие опозицијата не сакаше да присуствува на овој состанок. Се гледа дека сакат на секој да имат влијание секаде и секаде тоа. И не е добро за Македонија, мислим дека не иде на добар пат и не е добро. Па, ни кажам, за тоа нема да има многу фајда од тие средби. Они ќе си некои кажат, ова, она, нема. Треба да се поштува законот, треба да се некои појдат некои работи напред. Со Европската унија, со вие, со ние, секој сака таму во Европска унија, ние некако тоа многу тешко иде.
И сега Мицкоски тие изборите ги доби на таа база, на таа карта, на таа демагогија дека он само за Македонијата, ова патриоти и тоа не е на добро. Кога народот избега, кога народот не е добро на све, сите здравство, школство, секаде, кај да појдеш не функционира како што треба. Било што да покушаш нешто термин, в здравство да отидеш, не може да завршиш никој работа, не може да нодиш. И мислим дека не е добро и не е добро. Мислим дека во средбите многу фајде не. Благодарам ве, поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден и почит кон вас, господин Возвраќам и јас со почит. Повелете, добар ден. Господин Исо, Повелете. ова лидерска средба, Аха. поред мене мислам дека е некоја си мала пинг-понг игра, она стони тенис што го кажуваа во времето на Шурбек, ништо друго не е. Не е суштинска, нема да има ни цел оваа работа. Едноставно се покажуваат не мускули, дури ни мускули не се покажуваат. Прво треба да се знае дека Али Ахмети е икона за албанците во Македонија. Тоа е едно. Овие, како ги викаја, мислам, огнените, се ништо друго, туку сакаат да кажат дека се уште пожешки, поогнени, поватрени, што се кажува, дури од самиот Али Ахмети. Дебе, тие се многу полоши во смисол по-патриоти од Али Ахмети. Не може да бидат. Македонската држава не може никој да ја загрози, то да му е јасно на сите до еден. Но, може да се загрозат македонските славјани. Сметам дека Мицкоски веќе преоѓа во наивност, наивен човек, со прифаќањето на андартската идеологија на андартите предводена од Сотир Костов и од Латас, српската идеологија ќе ги уништи македонските славјани. Треба да се прибере тој човек малу. Треба Така, да истече времето. Но добро и тоа звучи, доволно за огнени да се нарекуваат и тие кои, или ако имаат такви. Мислам, затоа велам, огнен може да бидат различни огнени момчиња, огнени приказни и така натаму. Нас ни треба нешто огнено, но огнено вистински, токму на суштинско, конструктивно, огнени реформи, вистински, кои, ќе жарат и палат, во смисла, и закон, и ред, и така натаму. Значи, нема кои ќе жарат и палат корупцијата, криминалот и така натаму, посебно во тие високи редови. И мене тоа би ми се допаѓало така, огнен борец против корупцијата и криминалот. Огнено жарче, или жарчиња, или се едно поголем жар. И такво да се пушти таму во тие сфери и да ја согори корупцијата, криминалот, да ги спотера сите на работа да доаѓаат, да ги пополни салите и така натаму. Ако не, кој дошол, по принципот прв дојден, прв услужен. Не сте дошле, нема пратеници, половина, довидување. Како на работа исто. Огнен пристап, тако, законски. А огнен во некоја друга смисла, деструктивна да жари и пали, спротивно на закон и ред, тоа пак не ни треба. Така да велам, не знам што се мисли по тоа, но ќе видиме според резултатите. Повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав, се слушаме, да. Ве поздравувам јас. Исто, да, повелете. И ви посакувам убав ден. Благодарам исто. Видете вака, господин Исо. Ова за мене, некои велат дека оваа лидерска средба не е добра. Меѓутоа за мене, навистина, после подолга пауза, се собра овие сите лидери тука на
политичките партии што имаат во парламентот група. И на вистина, која погледа таа сликата, убава слика беше да седнат така сите и да се почнат да се договорат. Крајно време е, зашто има многу прашања што треба да се договараат. Штета што СДС не дојде на оваа средба, бидејќи тоа е сега масовни острици, верујте. Сега некои ќе речат дека без СДС не може. Меѓутоа, ете и оваа средба се одржа и без СДС. И сега видовте дека доста работи се договориле. Не е како што рече колега ваш, колега што се јавува, Рогој во вреќа. Подобро Рогој во вреќа, меѓутоа вреќа да не биде празна. И видите вака, Апасиев е задоволен што неговиот предлог за изборниот закони да дојде на дневен ред, има големо мнозинство што го поддржуваат. Тука дојде и господинот Ахмети. И тој бараше некои работи, меѓутоа тие работи понатака ќе се дискутираат. Меѓутоа, кај него беше само консензус, цензусот да биде 5% при ова избирање на овие на изборните, мислам, на изборите. Видите вака, ова е значи реков, а за техничка влада исто така паднало збор и тука еве пропустил, мислам дека Мицковски рекол Така да истече времето, ве поздравувам. Добро, тоа е, подсетувам, тоа размислување на некој начин, подготвеност на Мицковски да се постигне договор, консензус, ако веќе не се прифаќа сега да се укине техничката влада, да на следните избори се оди со техничка влада, а на тие потоа, од тогаш да почне да важи. Но да се договори тоа тогаш. Во секој случај, тој изјави дека е на таа линија да се договори и на некој начин тоа е таа подготвеност негова да важи од оние понаредните избори покажува и обид за наоѓање решение по однос на тоа прашање, без да со просто мнозинство со 61 глас директно ја укине. Туку да се сепак договорат. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Ве поздравувам. Исто и јас, повелете, добар ден, да. Вака сега. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете, одлично. Малку покасно се вклучив, викам, ајде да ги сослушам прво гледачи, ве ги поздравувам сите. Благодарам. Со дел од нив се согласувам, со дел не. Видите сега. Ова техничка влада, вие технички фудбалери. Секој сака топката да иде во негова полза. Дали ме разбирате? Да. Секоја партија сака да си дела свој пари. Не ке една партија само да краде пари од државата, него сите сакат да си имат свој приход за своја партиска клиентела. Еве, тоа да го кажам на гледачите. Оти дел од другите партии, од опозицијата, веќе присушија. Сега. ВМРО не може да биде врх и врхушка од тие пари што ги депонираат од Европска унија, така е. Сега сакат и тие малку од медот да грабнат. Не ги оправдавам никој, верувај. Дали се сеќавате пред Нова година што ви кажав, дека нема да тргне работа во НУВО? Вие запишавте, добро запишавте, ве следе. Нема да тргне НУВО, верувајте. Не е како што треба работава. Нема човек стабилен, кој ќе застане и за мито, и за корупција, и за све, да ги среди работите во државата. Да се одвијат како што треба. И за устави, и за бадентери, и за све. И за рамковни, и за све. Ни треба стабилен човек, разберете, за да тргне државата напред. Вака не иде. Со вакви работи не. Секој сака шахмат позиција да направи, а не може. Се наоѓа во лавиринт, изгубен во просторот. Како ќе направат? Каква техничка влада? Ништо не прават. Само тоа да ги кажам. Бидете ми поздравени и се најдобро Исо. Благодарам, ме поздравувам. Да, секој сака и на многумина им успева тоа. Но не е со коректни потези. Туку со наместени. Тоа е проблемот, да се игра според правилата.
Ако би се почитувале правилата, тогаш доаѓа до израз квалитетот. Играте по правила и колку сте способни. А ова другото може би е знак на способност, но способност за како да се наместат потези, да изгледа дека е направено. Така да токму тоа ни треба некој кој е добар во играње, но кој е чесен, кој ќе игра според правила. Или нема да мести потези, седно, тендери, што и да е. Повелете, добар ден. Добар ден, Гошичо. Да, поздрав, се слушаме. Па само на еден да му кажам, че 100 пати не провоцират од Охрид продадена душичка Македонија се прикажуваат како българи татар, тоа е продадена душичка. Од такви душички продадени после расторањето на СФР, кој расотребимањето и после разрешувањето на првата ксерска влада во Македонија се родија криминалци и антимакедонци, злосторници, балисти и фашисти, како овој што не секојдневно не провоцира. Јас Мицкоски не го штитам, те се срва Мицкоски, те српска влада е овде, те русни се, те такви, те онакви. И го вели се Али Ахмет. Кој би Али Ахмети со крвави раце, таквите криминалците и крвниците, злосторниците се почитуваат едни со други, се сакат. Икона за албанците, зошто што убиваше деца. И затоа икона што Али Ахмет е таквите како него македонските продадени душички Љубиче, Ѓорѓиевски, Българинот, Татаринот и покојниот преседал и амнестира таквите. Предизвика војна, и Лупчо јавно кажеше да се подели Македонија до каде, меѓутоа овој барат нешто и до Охрид и понатака од Групчин да појде и Татаринов. И значи тоа е најголемото зло. За владе криминалци во Македонија секојдневно повеќе се растат. Од ВМРО до ПВН најмногу излегуваат продадени душички. Болгаризини, татари. Другите од СДСМ излагат исто така, бугари и криминалци. Не може криминалци владители да се согласат да донесат нешто што е полезно за народот. Само овде требаше соберат сите и еден авион сите, прво лидерите на гулите, па после ним да направиат таму место за нивните министери кои ќе постават таму и нивните гласачи, навијачи што навијат и за СДСМ и за ДПМН и за ДУИ. После на крај нив да се тие да се тера гласачите, па таму да формираат влада и да формираат демократ. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Вака прво. Јас овие средби не би ги нарекла лидерски или лидерска средба. Особено што и голем дел не беа лидери кои присуствуваа. Подобро би било средба на политички представници. Може би највише тој збор, Да, се согласувам. Назив одговарал. Да. Затоа што ние се уште немаме некој представник од политичарите што би се нарекол лидер, па нека и премиер и досега и сега. Да. И се пат кон консензус или кон нови поделби. Па според мене имаше малку пат кон консензус, а имаше и малку пат кон нови поделби. Впрочем, добро беше што се разговара, јас секој сум за да разговараат. Меѓутоа, не може да тврдиме дека на добро ќе биде. Треба да бидеме многу предпазливи, затоа што имаше најавено разговори во 4 очи. И тука малце се крие нешто кој ќе кажат лидерот, премиерот да разговара со некој од представниците што беа во 4 очи. Тука се надело правилата на игра, како се игра шахот. Така, како и вие што пред малку објаснивте. Значи, не може да бидеме среќни многу од ова. Само може да се надеваме и да бидеме предпазливи, многу предпазливи. Поготово политичките партии. И ништо не пречеше што Филипче не бил таму. Ако сега не бил, може би во Илина ќе отиде. Значи не почувствувавте недостаток од некоја конструктивност која доколку бил таму би се... Во моментов не. И сега тука малце ова граѓаните што зборат Филипче да го уапси финансова. Па не мора владата да пријави. Ако некој од граѓаните има цврсти докази, нека поднесе барање финансова да го проверува Филипче или да го апси. И не само Филипче, секој што сгрешил. А не само во јавноста тоа да го збориме. И ми се допадна изјавата на премиерот. Личеше на политика. Така, благодарам ве, поздравувам. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, се слушаме. Добар ден. Повелете, поздрав до вас.
Еве, поздрав и до вас и до гледачите. Повелете. Јас не гледам ништо што добивам јас као граѓанин или ние као граѓани од ова средба овде. Дали ќе поепни на цените, или ако ништо друго, барем да не се препукуваат од утре, да нема она риторика, па и тоа е успех. Таа риторика никогаш или мислите ќе продолжат повторно? Апсолутно. Апсолутно. Еве, владава сега се задолжи 1 милијарда со врзници плюс 400 милиони, така нешто беше од некоја банка домашна овде. Нон-стоп раскажуваат, ни кажуваат приказни, враќаме долг на СДСМ. Па чекај, овие долгови, овие кредити што ги зимаат по 10-15 години се рок на отплата, така да тоа се и дел од нивни кредити, не е само од СДСМ, ја не го сакам СДСМ, ама ја зборам реалноста. И сега враќаат долг од 700 милиони, а 300 милиони остатокот се задолжуваат нов долг. Плюс овие 400, пак нови 700. Ако бевме должни 1,5 милијарда, они ќе земеат 3 милијарди кредит. Само кредибилност, односно кредитите, должностите се зголемуваат. Конкретно, ништо не направи оваа влада. Јас бев хоспитализиран. Требаше некоја интервенција на срце да ми се направи. Ко клинички случај, ми дадова за 2 дена компјутерска томографија на 21 ноември. Денеска кој сме? Нема резултат кој да прочита. Нема резултат кој да даде извештај што... Така, ви благодарам. Но вие добро ми звучите и ви посакувам секое добро здравијете. Тоа е најдоброто читање, додека не прочитаат тие, бете, ако вие се чувствувате добро, одличен знак показател, а се надеваме дека ќе биде прочитано и дека ќе бидат добри тие резултати. Повелете, добар ден. Здраво Исо. Здраво, повелете. Ајде, ја тебе ти посакувам добро здравје. Ви благодарам, повелете. Па видите, предходна госпоѓа што рече, што кажа за Филипче, управо е. Све Филипче, ајде, еве, имате ли институции? Нека појдат финансови таму, финансови инспекции или не знам што, нека проверат. Тоа цело време јас можам да викам Исо краде, ама Исо треба да имаш доказ за да Исо оди у затвор или не знам каде. Да, јасно. А ако не пак тој што вика неосновано, треба тој да одговара. Така, браво. И за ова лидерска среда и управува што не отишол. Најголеми предавници и најголемо зло за народот е токму оваа партија што е на власт. Значи, она токму што е на власт. Еве ке кажам и зошто. Цело време ги слушам од ден на ден, ги слушам предавници биле од СДСМ. Па кој ја предаде? Кој го предаде името? Кој гласаш? Па осум пратеници чиви биле? Муковски чим бил? Камчевска? Зечировиќ само, Рамчиловиќ, како се презива? Авировиќ? Чиви биле тие пратеници? Тие пратеници биле на 11 години на ВМРО. И кога таму биле добро, ура, браво, Муковски отварал врата ова, кога им ги фатија криминалите, па ајде сега да го вадиме задникот, ајде ќе гласаме. Значи ВМРО го продаде името. Зашто не заев и СДСМ? Тие немале 81 пратени како не гласеле овие, ама им го нашле криминалот, сега ајде ќе се вадиме, ајде ќе гласаме. Значи тие 11 години краделе, правеле што сакале и сега тоа ги фати, ајде, или гласајте или ќе одите у затвор по 10 години таму. Значи цело зло што е за народот е токму оваа партија што е. Еве сега им текнало парите што дат кај народот од мој ДДВ ќе го укинувале. Многу биле пари на 3 месеца, за парти трошеци по 10 не е многу. Убав ден да имате. Благодарам и поздравувам. Сега непосредно пред почетокот на емисијата видов изјава од министерката за финансии Кочовска, ако не се лажам, која вели дека нема да се укинел ДДВ. Но добро, како и да е, останува, ете, ќе го следиме тоа и ќе дискутираме и за тоа. Тука завршуваме ние подносно дискусијата во врска со оваа лидерска средба. Вие пак останете со Телевизија 24, централниот дневник во кој
ќе може да се запознаете подетално токму околу изјавите како од премиерот, така и од оние кои учествуваа на оваа лидерска средба, со што и ќе ја заокружиме сликата, барем поднос на впечатоците, што може понатаму да очекуваме од оваа средба, па ќе дискутираме секако во иднина токму околу тие некои конкретни резултати кои да се надеваме дека ќе ги видиме. Благодарам за учеството и вниманието, имајте пријатно попладне. Довидување.